Град Скопје, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата и многу ми е мило што сум повторно тука во вашето студио. Кога бевте минатиот пат, искрена ќе бидам, ние очекував дека во втор круг ќе успеете да влезете. Што велат вашите анализи, на што се должи тоа што сепак успеавте, тоа што СДСМ изгуби 111.000 гласа споредено со прошлите избори или е заслуга ваша и на левица? Пред се, јас морам да им се заблагодарам на илјадниците скопјани кои ни ја дадоа поддршката во првиот круг. Ништо од ова немаше да се случува без искрената поддршка која ја добиваме од скопјани во изминатите 2 месеци и во текот на овој втор круг, така да сметам дека пред се треба да се заблагодариме на мобилизацијата на скопјани за една идеја која сметаат дека им ги представува интересите. Јас сум многу задоволен што нашите пораки резонираа со јавноста во овој изборен циклус. Пораките беа јасни, понудата беше јасна и крајно тоа што сакавме да го постигнеме е да влееме повторно надеж во политиката и сметам дека со таа комбинација на нешта ние сме денеска во вториот круг. 30.000 гласа имавте во првиот круг, вашиот против кандидат влегува со сериозна предност, 90.000 гласа, 3 пати поголема поддршка од таа што вие ја добивте. Имате некаков простор да го зголемите вашиот базен на гласови? Како што рековте првиот пат кога бев во студиото, не беше сигурно дека ќе бидам во вториот круг, исто сега како што не е сигурно можеби дека ќе победам. Јас сметам дека изненадувањето може да се случи, посебно затоа што овој втор круг е во малку поразличен контекст од обично што ги гледаме изборите, затоа што прв пат во главниот град сме ние како една политичка понуда која не е ВМРО и СДС. Сметам дека многу луѓе кои се двоумеа во првиот круг да излезат да гласаат, сега ќе бидат охрабрени. Сметам дека можеме да добиеме масовна поддршка и зголемување на контингентот на гласови и да се случи и евентуална победа, но пред се јас морам да потенцирам дека мојот против кандидат оствари добар резултат, секоја чест за резултатот, но сметам дека можеби има простори во тој контингент на гласови да се добијат гласови со оглед на тоа дека многу од гласовите на ВМРО ДПМН некогаш биваат и уценети луѓе и луѓе на списоци, така натаму, а сега надежта е посилна неголи што било кога било. Ги повикавте СДСМ да ве поддржат и нивните гласачи, велите делите некаква заедничка визија, што ви е заедничко со СДСМ, ги викавте партија на олигархијата цела кампања, мислам заедно со ВМРО ДПМН, ама каде гледате заедничко нешто помеѓу вас? Јас реков дека гласачите на, мислам, не се тоа гласачи на СДС, овие 30.000 луѓе не се гласачи на Амар Мециновиќ, мислам, јас не можам да сметам дека тие 30.000 гласачи мене ми припаѓаат, не, тоа се гласачи кои се наши сограѓани, кои сметаат дека една платформа или една опција повеќе им ги представува интересите и баш напротив, ние со граѓаните на Скопје не сме во анимозитет, ако сме биле во политички анимозитет со некоја опција предходно, но сметам дека тоа што се однесува оваа визија на која повикувам дека ја делиме, сметам дека голем дел од луѓето кои гласаа за господја Каја Шукова сметаат дека јавниот интерес треба да има главен фокус за една градска власт и многу други работи. Сметам дека можам да ја добиам нивната поддршка во вториот круг. Ќе поддржите ли вие нивни кандидати за возврат, да речеме во аеродром, во центар, можеби Стефче Екимовски во Карпош? Ќе одите ли секаде против кандидатот на ВМРО ДПМН за возврат за оваа поддршка што ја барат? Јас иако сум портпарол на левица и обично ги одговарам овие прашања, одма ќе ви кажам, не сме имале никакви разговори со никого, не сме имале разговори ни во предкампањата, ни за време на кампањата, ни откако сме веќе во вториот круг. Немало разговори, јас сум искрено фокусиран апсолутно на трката за град Скопје, така што таму ми се и пресметките кои можеме да ги разговараме и тоа е се што можам јас да дадам коментар сега за сега. Ајде за град Скопје, имате 6 советници во идниот градски совет. Вие велите ние сме втора партија во советот. Точно е по број на гласови, но по број на советници има уште 3 политички партии кои имаат по 6 советници. Што може еден градоначалник еве да победите да направи со 6 советници во советот, кога ВМРО ДПМН има повторно 3 пати повеќе од тоа? Јас сметам дека пред се мораме да направиме една дистинкција, дека сега имаме избор помеѓу една опција, тоа е владината опција и владиниот кандидат, кој вели ако не го изберете нашиот кандидат нема ништо пак да функционира, ќе ве казниме ако го изберете кандидатот на левица, затоа што го имаме мнозинството во советот, и ние сме една друга опција која вели ние сме отворени на соработка со сите, време е да прекинат политичките суети да ни ги диктираат животите и препокувањата помеѓу индивидуални политичари. Јас сметам дека со сите советнички групи можеме да најдеме точки од интерес за кои ќе усогласиме поддршка и да работиме заедно во интерес на граѓаните на Скопје, особено затоа што скопјани веќе после овие 4 години
мандат на Даниела Арсовска и овој совет, Скопје ни се сега запознаени со улогата на советот, така што мислам дека многу набргу ќе се види дали некој сака да го блокира градот и тоа ќе има политички реперкусии, а ние тоа нема да бидеме. Што е вашата визија за овој проблем со кој деновиве интензивно се соочуваме, но кој не е од вчера, проблемот со отпадот и функционирањето на комунална хигиена? Имате ли конкретен план како да не се повторува или како да се реши овој проблем што е сега? Искрено мислам дека ова е апсурдно. Ова е Монти Пајтон. Јас и вие на пред вториот круг разговараме дали имате визија за ѓубрето, значи на кое дереже дојден град Скопје, зборуваме за основни работи на функционирање. Баш за тоа што зборуваме за основни работи за функционирање, граѓаните мора да знаат дека е и лесно решението, а тоа е да се стави во функција комунална хигиена Скопје. Тоа предпријатие со години намерно се саботира, намерно не му се дозволува да работи нормално, условите за работа се полоши, нема механизација со која може тој да располага, така што одма после вториот круг ќе имаме прилика, јас, ако ја добијам поддршката како градоначалник на Скопје, заедно со сите градоначалници на скопските општини, заедно со централната власт, веднаш да излеземе во една колективна акција на санирањето на работите и повторно да го ставиме предпријатието на стабилни нози и никогаш веќе ништо од ова да не се повтори. Добро, вие сега имате 20 членови на управниот одбор, Персида Отович-Тановска и Гордана Вилковска и председател на надзорен одбор во комунална хигиена. Кој е председател на надзорен одбор? Цветко Николовски од Велес. Кандидат за советник од Левица во Велес бил кандидат за советник, сега е председател на надзорен одбор. Не се наши членови, особено мислам јас немам ништо против тие луѓе, ама не се наши членови. Дел од нив Персиде и така натаму. Била председател на правна комисија во Левица, така барам на вашиот вебсайт можев да видам и давала изјави во име на Левица. Поинтава ми е можеле ли тие луѓе, сега велите не се ваши членови, добро, мене ми излезе дека се, но можеле ли тие луѓе од внатре нешто да направат до сега за да не се доведе предпријатието во оваа состојба во која што е? Јас како некој што бил во Советот на град Скопје и гледал како се одвиваат председниците на Советот на град Скопје, Советот на град Скопје не ги гласаше програмите за работа на самото предпријатие, ја блокираше неговата работа, а потоа и низ медиумите гледавме и сцени каде што управниот одбор или надзорниот одбор не ми текнува на некој од домашните медиуми беше скандализирана нивна седница, додека самите седници на надзорниот или управниот одбор се јавни седници, така што многу е јасно дека председателите на тие одбори имале некаква одговорност. Јас повикувам да се истера тоа до самиот крај. Ако некој може да посочи со прст кон Левица, сметам дека тоа е апсолутно погрешно. Ние не учествувавме во власта во град Скопје. Значи јас денеска разгледував баш поконкретно за функционирањето на комунална хигиена во пресред на нашето интервју. И гледам, например, финансиски извештај на самото предпријатие од јануари до март оваа година, кој што бил усвоен од надзорниот одбор и од овој човек, Цветко Петре Николовски, со CV од Левица, кај што го одобрува и вели Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на комунална хигиена дава согласно за 3-месечниот извештај со показатели за позитивно финансиско работење и го упатува до управен одбор, а управниот одбор потоа вели дека во колапс ќе дојде јавното предпријатие и дека нема да може да ги оствари своите обврски за собирање на смет, буквално ќе се распадне. Значи управниот одбор знаел, надзорниот одбор го одобрил таквиот извештај. Значи не може да се абстрахираме и тотално да кажеме не знаеме, ние сега тотални аутсайдери сме, ме разбирате. Вие бевте и во советот, и во јавното предпријатие, и председател на надзорен одбор. Не може да кажеме не знаеме што се случува сега, од каде овој отпад. Имало извештај. Вака сме немале председател на надзорен одбор. Јас со овој човек не сум имал никаква комуникација. Ние немаме командна линија каде што им кажуваме правете вака или правете така или на членови или на бивши членови, што и да се случува, но нема ни да запаѓаме во замката дека можеме да се повикаме на одговорност, апсолутно не. Например, советниците на ВМРО, ДПМН и СДСМ го гласаа завршените сметки за град Скопје во изминатите неколку години и буџетите на град Скопје, иако не ги гласаа потоа програмите за работа на самиот град, иако на сите ни беше јасно дека нема функционалност во советот и во јавните предпријатија, сепак ги гласа овие советнички групи буџетите на град Скопје и завршените сметки. Не. Еве, за јавноста да биде експлицирано последните два буџети
на град Скопје ги гласаат СДСМ и ВМРО ДПМН заедно, сите 4 години ги гласа ВМРО ДПМН, од кои првите 2 години ние го гласаме буџетот, откако се распаѓа целиот мандат, ние прекинуваме да го гласаме буџетот. ВМРО ДПМН и СДСМ го гласаат последниот и предпоследниот буџет заедно со неговите завршни сметки. Од друга страна, тоа што мора да се увиди од реалноста материјална е дека ние имаме општини со градоначалници на ВМРО ДПМН кои во изминатите 4 години креираат илегални депонии, како во Јурумлери со општина Газибаба или како во Бутел од десната страна на булеварот Христијан Тодоровски Карпош во однос на општина Бутел, нели така, што сметам дека има единствен причинител оваа состојба, тоа е да се оправда приватизирањето на комунална хигиена Скопје, која е веќе најавено од страна на ВМРО. И во 2025 комунална хигиена има 5,6 милиони евра заклучно со август месец, водовод и канализација 14,5 милиони евра, ЈСП Скопје 9,9 милиони евра, значи сериозни загубари се јавните предпријатија кои што се под градот. Како вие тоа ќе го менаџирате? Има математика дека 1200 луѓе има повеќе вработени во јавните предпријатија отколку што се потребни, а за оние дејности кои треба да се обават, како да се собере сметот, нема кадар. Значи зборуваме за административни службеници и нивните плати. Што ќе направите? Ќе ги намалите бројот на вработени, нивните плати, ќе најдете пари некаде на друго место? Што е решението? Прво сметаме дека има многу непродуктивни трошоци во град Скопје, има многу договори кои можат да се раскинат веднаш, има договори кои се однесуваат на дејности кои самото предпријатие може да ги извршува, но се даваат на фирми кои биле блиски до раководството на градот или на предпријатијата досега и така се пумпаат пари од нашите предпријатија за работи кои може предпријатието да ги врши. Има многу такви договори кои можат да се раскинат и да се вратат дејностите во рамки на предпријатието. Понатаму имаме разгледано опција за генерирање на сопствена струја, затоа што моментално нашите предпријатија даваат вртоглави суми за приватни дистрибутери на струја и тие приватни дистрибутери повторно ќе нагласам се блиски до нашите политички партии во многу случаи и во роднински врски со луѓе од другите политички партии. Тоа може да се направи преку вадење од делот за капитални инвестиции, например за 7 милиони евра може да се изгради фотоволтаична централа за потребите на водовод со кои 63% од месечната потрошувачка на електрична енергија тоа би ја покрило и покрај консолидирањето финансиско со прекинување на праксите на коруптивно влијание врз нашите финансии, сметам дека и централната власт мора да има своја улога во сево ова и затоа јас повторно ќе нагласам, ние сме отворени да соработуваме со централната власт, бидејќи тоа ни е потребно за доброто на сите граѓани. Добро. Рековте во делот на поддршките дека се уште не знаете кои кандидати Левица ќе ги поддржи во другите општини, но има едно суштинско прашање кое низ кампањата се наметна. Имавте кандидати Титово, Гостивар, Струга, ги обвинувавте ВМРО ДПМН дека тие немале со намера кандидатите на Вреди да бидат поддржани. Сега ВМРО ДПМН има кандидат за градоначалник на Кичево. Ќе биде ли вашиот став конзистентен и ќе го поддржите овој кандидат или ќе го поддржите Фатмир Дехариот дуј? Повторно, портпаролската функција за овие избори ми е малку ставена на пауза, не дека нема да имаме став, ќе имаме став, но сметам дека сега не е местото јас да го коментирам ова, затоа што нормално имаме една голема обврска пред нас, а тоа е вториот круг за град Скопје. Добро, имавте интересна и динамична кампања, со таа тема ќе се обидам да привршиме. Сепак обвинивте уште на самиот почеток дека сте предмет на цензура со тоа што не беа одобрени минути, согласно на тоа и пари за рекламирањето на Левица. Не можете целосно да кажете дека не можете од позиција на портпарол или на функционер на Левица да коментирате. Она што ми е чудно во целата таа ситуација е како универзитетски професор кој е ваш лидер, вие сте пратени, не забележавте дека тоа е законската регулатива. Ми се чини дека ви беше тоа дел од целата приказна дека Левица е тргната на страна, оневозможено е да се надпреварува во фер услови, дека е антисистем за разлика од сите олигархиски партии, како што ги нарекувавте цела кампања. Приказна беше или навистина никој од вас не вида дека таа е регулативата и дека не ви одговара? Првично ја сакам да се заблагодарам на сите медиуми и медиумски представници кои ни дозволија во интервјуа, во
теренски активности, во изјави, да бидеме присутни во дискурсот за изборите. Навистина сме благодарни за тоа што од друга страна тоа кон кое вие посочувате беше директна политичка волја врз една институција во рацете на политиката, тоа е институцијата АВМУ која даде толкување кое ќе остане забележано многу години после оваа емисија. Законот е таков и знаете. Да, но ќе се нотира веројатно во извештаите на Европската унија и во извештаите на ОПСЕ и така натака, но им се создаде прича, апсолутно се создаде природна приказна, затоа што особено сега има приказна кога во вториот круг имаме еден кандидат за главен град кој има платено политичко рекламирање и втор кандидат кој нема политичко платено рекламирање. Јас можам кратко да ви кажам, не ни била намерата да го издействуваме ова, но повеќе од тоа да се запрашаме дали ни била намерата ова да се случи, треба да се запрашаме дали во главниот град треба да сведочиме на избори каде што еден кандидат само има привилегии на државно финансирано политичко рекламирање, а другиот не. Не, сакав да речам, сте можеле да побарате измени на законот и предходно, ќе го побарате ли тоа после изборите, затоа што тоа што ОПСЕ и другите ќе го нотираат, тоа е дека законот веројатно треба да претрпи некакви измени. Секако да, апсолутно ќе иницираме измени во изборниот законник, но ќе ве потсетам на една состојба, тоа беше дека во август од оваа година имавме инициран измени на изборниот законник, не успеа да се донесат тие измени на изборниот законник и ние бевме свесни за тоа, иако низ ходниците на собранието се збореше уште од април за измени на изборниот законник и многу ни беше јасно дека најверојатно тоа нема да се случи, инаку ние успеавме да издействуваме амандман за учество на независните листи на самите избори, така да ние бевме инволвирани во тој процес, но бевме свесни дека нема да има измени. Сега ќе инсистираме да има измени во изборниот законник после изборите. Добро. За крај зборувавте во кампањата многу за олигархијата и елитите, представувајќи се како антипод на сето тоа. Сепак во вашата биографија, она што ја видовме сите и која стои на партиската веб страна, нема ништо друго освен извршување на партиски политички функции, кои што се сепак добро платени. Вие сте политиколог, подобро од мене знаете дека и по дефиниција припадност на елитите е високи, добро платени политички функции, без искуство во приватен сектор, без куцање на врата кога како работник ќе дојдете некаде. Дали сепак мислите дека е малку лицемерно да зборувате само за другите? Сметам дека првично јас како профил на човек сум еден типичен скопјанец, млад, со една многу типична приказна за еден млад скопјанец во овој случај, тоа што сум активиран како многу млад во политиката, тоа мислам дека не мораме да го толкуваме како грев, сето тоа што сум го добил како политички мандат од граѓаните на Скопје, секогаш сум се водел по една филозофија да извршувам функцијата на максимално добар начин на кој што можам и да нема тоа штета по граѓаните на Скопје. Јас сум актуелен пратеник, пратеничката функција ја извршувам, јас мислам дека сосема се задоволни тие кои ме избрале со пратеничката функција, така што едноставно нашето најголемо искуство е тоа што ние не сме дел од тендер шемите кои повторно пробуваат да победат на овие локални избори и да завладеат со нашите животи. Сметам дека јас во целата кампања се представив како опција која не треба да биде супермен. Јас во ниеден момент не реков дека сум најдобар или најпаметен за разлика од мојот против кандидат. Јас сметам дека има многу попаметни, подобри скопјани од мене, само треба да им се ослободи политичкиот притисок за да може да ни го креираат градот во кој што ќе сакаме да живееме. Амар Мециновиќ во тема на денот, благодарам за ова гостување. Ви благодарам.